еден од прашалниците што ги поставивме како приоритетно прашање прво е за да тоа што држава во последниве 10-20 години веќе огром дел од младите се селуваат и тоа беше прашање кое што не можехме да го избегнеме и сакаме да настојуваме да го решиме тој проблем. Кога ги прашавме младите зошто сметат дека они се одселуваат, многу малку ни кажаа дека заради финансиите и самите малите плати, дека заради тоа што не може да се вработат, тоа е една од причините. Меѓутоа, исто така ги наброја и тука јас стоам за тој став дека пред се некако млади имаме голема конфронтација со повозрасната генерација на луѓе што живеат во држава, затоа што они се научени на еден друг систем, они се научени на еден систем каде што солидарноста не е толку голема, туку се научени на начин каде што да земат повеќе за себе, да уништат се што е друго, каде што е присутна негативната селекција и понатака кога младите се поготово определен број на млади кои што влегува во вид на авангарда, кои што сакаат да ги воспостават темелите кои што треба да бидат воспоставени, меѓутоа се изместени одамна, наидуваат на конфликт, наидуваат на нелојална конкуренција, наидуваат на места каде кога ќе се вработат, знаеме сите примери каде што ученичка со најголем резултат при вработување ја ставаат на трето место, на четврто место, недобитно, после ги гледаш останатите што влегле, колку имаат помалку подобри од незе, меѓутоа на интервјуто намерно ги кратат бодовите за да не може да влезе. Да речеме доколку најлошите се 11, не се би ставиле 4, а доколку тие што треба да влезат имаат на интервјуто 11, би им дале 25 бода. Тоа е еден пример само за иселувањето, зашто младите ги разочарува, ги потиснува тоа што нема никаква еднаквост, нема никаква солидна правда, каде што општествена правда, каде што они би можеле да се спротистават на тој што е посилен, на тој што е помокен. Ние како држава, ние сме сиромашна држава и ние, ако не се бориме да воспоставиме темели кои што се рационални, кои што за жал се повторуваме со овие темели, меѓутоа тоа ние во држава немаме темели. Ние ги немаме основните работи поставено веќе во држава или се тотално уништени. Ние сме само декларативна држава, ние немаме држава каде што можеме да кажеме дека тука има правда, ние немаме држава да кажеме дека тука има образование, тука има култура. Ние со короната само видовме дека ние немаме здравствен систем, не дека не функционира, туку не постои, крахира. Независно колку пропаганда се шири, да, не се виновни лекарите, меѓутоа 30 години биле ВМРО СДСМ, независно, и левица биле во нив и они не направиле ништо посебно. Меѓутоа, или интегра, не знам кој друг ги набрал. Меѓутоа, ние немаме здравствен систем, ние немаме правен систем, ние немаме општествен систем, а камоли па политички систем за ние да дискутираме што можеме. Ние имаме класичен и обичен бизнис пазар, ништо повеќе. Тоа е делот зашто младите сакаат да се одселат, зашто они ќе влезат во системот. Кога ќе го завршат своето образование, они влегуваат во пазарот на трудот. Може би некој пред тоа. Меѓутоа, они мора да каскаат, они мора да се служат со некои си улични методи за да напредуваат. Они не можат да го скористат своето знаење како репер и како основа за да можат да сменат нешто. Они своето знаење го користат за да можат да најдат алтернативни начини за како да се спроведе правдата. Затоа тука ги користат протестите, бунтовите, графитите, герилките, користат секакви активности за да можат некако да пробијат во системот. Меѓутоа, во голем дел од одлуката за оние самиот влие од нив самите. Не е за тоа што они не можат да успеат во држава. Не е за тоа што они, туку затоа што упорно на определена позиција се ставаат погрешни луѓе. Дали преку партија, дали преку некоја работа. И упорно се става човек по пат на непотизмот, по пат на кронизам, по пат на таа страшна негативна селекција каде што го напредуваат тој што помал се вреди, а тоа што го напредува тој што помал се вреди ги држи сите што се добри доле и тој влече само еден по еден нагоре. Создава еден вид на клиентелизам, кој што најмногу се форсира во партиите, кој што е навлезен во администрацијата, кој што зависно која партија ќе дојде на власт, они својот механизам на работа, клиентелистички од партијата, го пресликуваат натре во државата, преку јавниот сектор.
И подоцна доаѓаат секакви ликови неживеани што стануваат директори, кои што преку ноќ од фирмата на татко му влегол да работи директор, кој што затоа што пренал 6 штанда и подарил 12.000 флаери, така ми е зборот, смета дека направи многу повеќе од тоа од некој студент кој што постигнал резултат од 9.00 на факултети, кој што изучувал премногу, кој што се изградувал и се вложувал себе си. Јас не спорам политичката амбиција да се промени нешто. Јас сум бил еден од тие кои што максимално сум се вложувал себе си да бидам во политиката и во правото, барем најдобар колку што можам. Иако сум имал јас свои грешки. И си верувам дека секој младенец го прави исто. Меѓутоа, тоа што најмногу ме иритира е тоа кога што се бориме да се смени нешто, они тоа го сметат како навреда, они тоа го сметат како закан. Они го сметаат баш тој човек што најмногу дискутира, кој што е јадрото од каде што произлегува критиката, они го сметаат тоа како закан. Они го сметаат тоа како некако конструктивна критика за нешто да се подобри. Некако конструктивна критика за они да го променат подобро животот на општеството во кое што живеат, затоа што они не разбираат општествената улога која што имаат, кога ќе дојдат на определена државна позиција. Они тоа веројатно го гледаат само како место каде што може да земат повеќе пари. Дополнително тука не би можел да го наборам, има многу фактори кои што сигурно ќе ги изостава моментално, меѓутоа еден од големите фактори би го кажал разочарувањето во тоа што системот и луѓето што се на позиција не им дозволуваат на кадрите кои што се продуктивни да воспостават еден вид на систем, на нов тренд, каде што правилно ќе се резонират и ќе има солиден вид на дискусија. Сега се на гола политика, дневна политика, на мачкање очи, како што вели Орце Камчев, дали ова се филм за во бомбите, дали ова се филм за на телевизија или како велат Оливер Спасовски и Јанкуловска во бомбата, да излезам јас прв или ти ќе излезеш, да се договориме да не бидеме контрадикторни еден со друг. Младите се разочаруваат затоа што во држава нема правда. Се разочаруваат затоа што образованието, формалното, не кореспондира со тоа кога ќе излезат на него, поготово со неформалниот дел кој што го среќаваат на улиците. Има за културата да не дискутирам. Музика тотално уништена, значи од музика, театар, тотално е сведено на минимум, се пропагираат работи кои што максимално немаат никаква смисла. Политиката, тоест не е политиката навлезена во сите ствари. Туку корумпираните бизнисмени кои преку политиката напредуваат, го узурпираат системот. Не е партијата идеолошки десница или левица виновна. Туку тие личности увиделе дека без таа партија они не може да дојдат на власт. Ако без таа партија они не може да дојдат на власт, тога системот ќе ги прека нив. За они себе да се заштитат, они влегуваат во политиката. И они тука глумат спротивници, глумат анимозитет меѓу себе, демек они се непријатели, меѓутоа видовме барем во последниот период како 11 години се бориме за правда, а сите тие кои што требаше да бидат затворени од Сашо Мјалков, од Никола Буревски кој што избегал така случајно па го пара не во вакво, од Иво Котевски, од Никола Тодоров, од Бучковски, од сите тие ликови кои што како наједнаш влегува во соработка со луѓето кои што требаше да го бутнат режимот. Веројатно секој има различен став, сега што го слушала би ве замолил слободно да не се приклучи, не само на Facebook, не само на лајк и на шер, да се сподели се одлично, меѓутоа ни е потребна вашиот став пред се. Во живо. Вашиот став да бидете присутни, да не дадете подршка, да го слушнете и вашето размислување. Има многу контактни емисии кои што се користат за да се зголеми гледаноста на самата телевизија. И они тука го злоупотребуваат, нивна да го злоупотребуваат болката на народ, за да може да ја насочат. Како пропаганда, зависи телевизијата од која политичка страна е водена, за да си кренат гледаност на самата телевизија. Ние младите представува место каде што ќе се бориме директно против пропагандата, против медиумите, против сите тие комерцијални делови, сегменти кои што се целосно узурпирани, па дури социјалните мрежи. Се обидеме да дадеме алтернативни решенија, ќе ја збориме вистината гласно, нема да молчиме за ништо и ние ќе во авангардата,
е таа која што ги воспоставува трендовите. Авангардата не е тренд која што го следи, туку она воспоставува нешто ново. Авангардата е таа која што се бори за правата на жената и против пајакот што ја удри цеканката во Мавровка. А недавно дена после тоа, определена политичка партија прави марш за жените. Значи, нема да има позитивна дискриминација, ќе се бориме против позитивната дискриминација, која што се спроведува во определени делови, каде што преку која напредуваат само ликови по пат на непотизам или сомнителен морал.